Добро, драго ми е што денеска овде во кругот на Благој Ѓорев во Велес повторно, каде што бевме и минатата година, во екот на кризата, веднаш по руската агресија во Украина, кога зборевме за растот на суровините, растот на цените, недостатокот на масло за јадење и така натаму, како одговор на влада и министерство предложивме и се усвоија низа на мерки со кои што пред се го промовиравме договорното производство, а ние како министерство бевме постојано тука да ја поттикнеме соработката помеѓу производителите и откупувачите. Токму мерките кои што во последниот период беа донесени, а денеска констатиравме во одлична и убава дискусија, даваат резултати. Ефектите се очигледни заради тоа што имаме двојно зголемено откупено производство на сончоглед оваа 2022 година во споредба со 2021 година и тоа може да го потврдат откупувачите. Само Благој Ѓорев, ако откупил 2021 околу 4000 тона сончоглед, во 2022 година над 10.000 тони е откупен сончоглед тука. Купното откупено производство, како што кажав, купно откупениот сончоглед е двојно поголем во последната година во споредба со минатата. Имаме рекордни откупни цени кои што се постигнаа и кои што ги разговаравме. Ако 2021 се постигна цена 22 денари, во 2022 година откупената цена стасе до 35 денари и во тој поглед како држава треба да наоѓаме начини и механизми оваа доверба која што е изградена помеѓу производителите и откупувачите и да ја задржиме и да ја одржиме и сме на располагање токму преку измените на Законот за земјоделство и рурален развој, каде што се овозможува субвенционирање на каматните стапки преку програмата за рурален развој, доколку истите беат усвоени, имаме уште еден механизам како може државата партнерски да се најде во регулирање и потекнување токму на ова договорно производство и на ова доверба која што е изградена и помеѓу производителите и помеѓу откупувачите. И секако бројките на увоз на сончоглед покажуваат дека во последната година драстично е опаднат увозот. Исто така токму ова е најрелевантното место каде што тоа може да се потврди. Ако во 2022 година увозот на сончоглед е околу 4000 тони, во 2022 година имаме увоз од 1000 тони, што е крајната цел и ефект на мерките кои што се преземаа минатата година и со воведувањето на интервентната мерка за набавка на ѓубриво до 2500 денари по хектар за производството на сончоглед, преку мотивирачката мерка од 5760 денари по хектар за остварено производство, односно зголемен принос од 1500 килограми и секако дека со врзувањето на субвенциите и на државната и директна поддршка со предавање на производството во преработувачките капацитети, обезбедување на домашно производство, домашна храна, нашето да заврши тука кај нас и на крајот да имаме стабилизирање на цените, а севкупно со сите мерки и политики кои што владата ги презема, гледаме дека минатата година кога бевме тука цената на маслото беше над 155 денари, сега е 90 денари или под 90 денари, така да на основа на овие промени политики кои што ги направивме, минатата година во делот на производството на откупот на сончоглед и производството на масло за јадење го направивме и целокупниот модел на субвенционирање, кој што верувам дека во периодот што следи и со авансната исплата од 30% и со дополнителната поддршка. Сончогледот е една од земјоделските култури која што ќе се поддржува целосно, односно со 100% поддршка, една од нашите битни култури која што сакаме да ја вратиме, да се зголеми и така производството во иднина. Разговаравме и заклучивме дека има се уште простор за продлабочување на оваа соработка, изголемување на домашното производство, предавањето во домашните капацитети како домашна суровина, а секако дека разговаравме и за сите други мерки и политики од програмата за рурален развој и од следната ИПАР програма. Благодарам.